Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И во ова наше вечерашно издание, почитувани слушатели на радиопрограмата Глас од Македонија, ќе ви презентираме, како и обично, најнови блиц вести од Република Македонија, мој коментар на неделата, хронолошко продолжение за македонските кралеви, исто така од рубриката Жена, мајка и дом, а секако во оваа програма и прилог за македонскиот православен празник Свети Климент Охридски. Утре е празникот Пресвета Богородица, четврток Света Екатерина, петок Свети Климент Охридски, а сабота пак Свети Ѓорѓи. Честити имиња и слави на сите оние кои сето тоа го прават. Одиме со прилогот. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Свети Климент, архиепископ Охридски и Македонски, ученик на светите Методиј и Кирил, во смртта на свети Методиј, Климент, под притисок на германите, тргнал од Моравија на југ, со Горазда, Наума, Сава и Ангеларија. Сите заедно, наречени петочисленици, го поминал Дунав, како гостин останал кај царот Борис Михаил и потоа дошол во Охридскиот крај. Прво основал манастир во Белица, каде што му било неговото прво епископско седиште. Подоцна се преселил во Охрид, од каде што развил голема архипастирска и просветителска дејност за сета блиска и далечна околина, за целиот Балкан. Во Охрид Свети Климент му подигнал црква на светиот великомаченик Пантелеймон. Имал многу ученици кои препишувале книги со словенско писмо за словенскиот народ. При таа дејност особено му помогнал Свети Наум. Правил чуда и за време на животот, како што неговите мошти пројавуваат и целителна моќ до ден денес. После големиот труд и верната служба на Бога, се упокоил мирно во Охрид во 916 година. Чудотворни неговите мошти се наоѓаат во неговиот храм Пресвета Богородица Перивлетта, кој подоцна е наречен по името на Свети Климент, Македонската православна црква Охридска архиепископија, во чест на првиот архиепископ Охридски и Македонски Свети Климент му подигна дом за памтење на Плаушник, каде што почиваат дел од неговите свети мошти. Господе Исусе Христе, Сине Божи, по молитвите на светиот Климент, Охридскиот чудотворец, помилуј не и спаси не. Амин. И сега еве една специјална честитка.
Председателката на женската секција при црквата Свети Климент Охридски Ирена Карулас со низината управа, честитајќи го патрониот празник на Свети Климент Охридски, до сите македонци сака исто така да им се заблагодари на сите присутни гости кои беа минатата недела на Крисмас парти, како и на сите што помогнаа за да биде успешно, меѓу кои и вработените во црквата. Но истовремено на целиот македонски народ им го честита празникот Божик и новата 2024 година, за да секој едно семејство живее во добро здравје и просперитет, како и поголем број на членови во фамилијата. И како што вели песната, за и ние да кажеме за многу години. Zlatno sonce i ljubav
Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џордж Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers, даваат entertainment, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. И уште едно соопштение, и оваа година управата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски со председателот Борис Стојкос организира дочек на новата 2024 година во големата сала на истоимената црква. За добро расположение ќе се погрижи познатиот солист од Македонија, познатата Елена Јовчевска со оркестрот Балкан Entertainment. Богата гозба со 7 врсти на јадење и отворен бар е вклучен во цената, која е само $120. За резервации и билети јавете се до црковниот телефон 416-421-7451. А сега да одиме, продолжуваме со македонските кралеви и вечерва за вас е владетелот Интипатер. Антипатер е
владееше од 397 до 319 година пред нашата ера, македонски војсководец и приврзаник на кралевите Филип II и Александар Македонски. Кога Филип II бил убиен, Антипатар веднаш застанал во поддршка на Александар и му помогнал да се зацврсти на престолот. Кога во 335 година пред нашата ера Александар војувал на Дунав со трибалите, Антипатар го заменувал како наместник во Македонија. Во 320 година пред нашата ера станал наместник на целата Александрова империја. Се до 342 година пред нашата ера не постои документација за Антипатаровата кариера, но таа година тој бил назначен од Филип за регент или вршител на должност, еден вид како крал, на македонската земја, додека тој бил во тригодишните походи против тракиците и скитските племиња кои ја проширили македонската власт до Хелеспонд. Во меѓувреме во 342 година пред нашата ера тој издействувал да се заштити од атинјаните, кога тие пробале да преземат контрола врз евбејските градови и да ги истерат промакедонските владатели, тој пратил македонска војска за да го спречи овој обид. Есента истата година Антипатар го посетил Делфи како представник на Филип во Амфитионската лига, религиозна организација во која Македонија била примена во 346 година пред нашата ера. По македонската победа на Херонеја во 338 година пред нашата ера, Антипатар бил пратен како амбасадор во Атина 337 до 336 година пред нашата ера, со тоа што на крај успел да договори мир меѓу двете држави и ги донел коските на паднатите атињани во нивниот град. Најпрвен тој бил голем пријател на младиот Александар и неговата мајка Олимпија, дури се зборувало дека тој бил и неговиот вистински татко. По смртта на Филип, тој му помогнал на Александар во неговата борба за престолот во 336 година пред нашата ера. Антипатар му се придружил на Парменион во советот кој му дал на Александар да се ожени и да добие син пред да оди во неговите азиски експедиции, совет кој Александар не го послушал. При заминување на Александар во 334 година пред нашата ера, тој станал регент на Македонија и генерал на Европа, на која функција служел до 323 година пред нашата ера. Персиската флота под водство на Мемнон и Фарнабас представувала голема опасност за Антипатар, со тоа што тие би го завојувале Егејот, а потоа можеби и во Европа. За негова среќа, Мемнон умрел при една опсада и потоа целата флота се растурила во 333 година пред нашата ера по победата на Александар кај Ис. Поопасните непријатели биле поблизу до дома. Племињата од Тракија почнале да дигаат востанија во 332 година пред нашата ера под водство на Мемнон од Тракија, македонскиот гувернер на тој регион, а потоа следел и бунтот на кралот на Спарта Агис III. Спартанците кои не биле членови на Коринската лига и кои не учествувале во походот на Александар, виделе долго очекувана шанса да ја наметнат својата власт врз Пелопонес по ужасниот пораз кај Левкра и Мантинеја. Персиците великодушно ги финансирале амбициите на Спарта и овозможили формирање на војска од 20.000 борци. По практично преземање и контрола врз Крит, Агис се обидел да создаде антимакедонски фронт, додека атињаните останале неутрални, а хајците и аркадиците се сојузиле со него со исклучок на важниот град Мегалополис, со особено антиспартанска престолнина Аркадија. Агис тргнал во 331 година пред нашата ера во опсада на градот со целата негова војска, предизвикувајќи општа тревога во Македонија. За да нема непријатели во моментот, Антипатар го помилувал Мемнон, па дури и го оставил на својата поранишна функција во Тракија, додека не му
стигнувале огромни финансиски пратени од Александар. Ова било овозможено со помош на тесалиска помош и многу платеници кои заедно сочинувале сила двојно поголема од таа на Агис, која лично Антипатер ја довел јужно во 330-та година пред нашата ера, за да се судрат со спартанците. Пролетта таа година двете војски се судриле кај Мегалополис, при што самиот Агис загинал заедно со најдобрите негови војници, но не без загуби и на македонската страна. Сосема поразени, спартанците отишле кај Антипатер да бараат примирје. Неговиот одговор ги поставил условите за мир преку Коринската лига, но спартанските дипломати сакале да се видат директно со Александар, кој ги казнил сојузниците на Парта со 120 таленти и влесна Спарта во лигата. Новиот регент или вршител на должност како крал Пердика му ја доделил Атина на Антипатер, односно тие така наречени државички полиси. Антипатер се справил со востанија во Атина, Етопија и Тесалија, кои ја отпочнале Ламиската војна, во која атињаните пробале да си ја поврзат независноста. Антипатер ги победил во битката кај Кранон во 322 година пред нашата ера со помош на Кратер и го задушил востанието. Како дел од наметнатата олигархија во врз Атина, тој барал од Демостен да се предаде, но овој извршил самоубиство за да не му падне в раце. Подоцна истата година Антипатер и Кратер завојувале со етолците, кои добиле вест од Антигон, првиот едноокиот во Мала Азија, дека Пердика намеравал да се прогласи за владетел на целата империја. Така Антипатер и Кратер склучиле мир со етолците и пошле во поход против Пердика, сојузувајќи се со Птоломеј први Сотер. Тој всушност после беше и крал на Египет, како што знаете, со Клеопатра седмата македонката. Антипатер преминал во Азија во 321 година пред нашата ера. Додека се уште бил во Сирија, добил вест дека Пердика е убиен од собствените војници. Кратер загинал во битката против Евмен, а според пак трипардиската поделба 321 година пред нашата ера, Антипатер учествувал во новата поделба на Александровата огромна империја. Така се назначил за врховен регент на империјата и му била доделена Атина како старател на Александровиот син Александар IV и неговиот брат Филип III. Тогаш војниците се кренале на бунт, но Антипатер го задушил и му наредил на Антигон да продолжи да војува против Евмен и другите приврзаници на Пердика. Потоа Антипатер се вратил во Македонија, пристигнувајќи во 320 година пред нашата ера. Накратко потоа бил погоден од болест кој го спречила да продолжи со кариерата и умрел, оставајќи му го регенството на стариот Полиперорхон, прескокнувајќи го неговиот син Касандар, потек кој бил дочекан со немир и незадоволства. Иако расправата за причините на Александровата смрт никогаш се нема разрешено, сите антички извори, дури и оние кои сметали дека не се работи за убиство, вела дека насекаде се слушале гласини дека Антипатер го отрул големиот крал. Накратко по Александровата смрт, Антипатер се нашол во немилост, бидејќи Олимпија му пишала на Александар дека Антипатер правил немири во Македонија, искажувајќи ја својата нелојалност кон власта. Александар го повикал во Вавилон за да одговори на овие тужби, но искажувајќи го неговиот страв од немири во Атина, го пратил сина си Касандар наместо него. Касандар според гласините го наговорил неговиот помлад брат Јо, кој бил пехарник, односно батлер на Александар, да го отруе Плутарх, кој не верува дека Александар бил убиен, вели дека во овие гласини доаѓаат од сигурен извор, Хегнотем, кој го научил Антигон заговарајќи. Ете, тоа беше околу Антипатер. А сега да одиме со една моја поезија, песна напишана од мојата поезија. Искасапена со длабоки рани, сигра со твоето тело, мила моја земјо. А ти моја татковино, храбро и горда пред твојот народ стоеше. Лелеци од сите страни. Плачеше целиот народ, што дури дождот се растажи.
Те капеше со неговите солзи, чистејќи ти ги раните, болките. Ти остана силна со насмевка пред твојот народ македонски, чекајќи го сонцето кое ти недостига еден ден да те огрее. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма.
Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтарио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, и ќе преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побарајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Во продолжение да одиме со рубриката Жена, мајка и дом. Се сеќавам како помала кога бев, мојот татко ни имаше купено за да играме Не љути се човече, така се викаше играта, кога мајка ми пак ќе ни направеше пуканки или како што овде ги велат папкорн, без никакви додатоци или состојки, освен масло и сол. Зошто овие состојки ги кажувам? Обично, кога одиме на кино и купуваме папкорн или пуканки, а исто така за полесно купуваме пак во специјални пакетчиња, за да потоа во мајкров ги подготвуваме. Но знаете ли, баш таквите се многу штетни за здравјето. Затоа, како што реков, на класичен, на едноставен начин да се направи е корисно, да се подготвуваат. Еве какво влијание имаат пуканките. Од витамините содржат B1, B2, B6 витамин, железо, дури повеќе и од спанаќот, магнезиум, калиум, фосфор, цинк, бакар, манган и богати се со растителни влакна. Тие помагат за намалување на ризикот од срцевни заболувања, за диабетичари, за слабење, циркулација на крвта, колестерол, намален ризик од повеќе заболувања како што се малигните заболувања, како туморот, ракот и слично. Помагат за одржување на добриот вид. Затоа се препорачува со малку сол, најдобро е од маслата да се земе маслиновото масло, но пазете да не изгорат пуканките. Па нека е на здравје. Звона
Zvona zvonat bez tebe, zvona zvonat zlato moje, drug je tvoj kraj mene. Dur po skali v belo sleguvam, v prazen život vleguvam i pregledam daleku, a može sme zajedno. Barem jedna šta se javeše, barem nadežda mi krateše. Dolgo, dolgo ja si plaćala, još te bi čekala. Barem jedna šta se javeše, barem nadežda mi krateše. Dolgo, dolgo ja si plaćala, još te bi čekala. Zvona zvonat za mene, zvona zvonat bez tebe, zvona zvonat zlato moje, drug je tvoj kraj mene. Zvona zvonat za mene, zvona zvonat bez tebe, zvona zvonat zlato moje, drug je tvoj kraj mene. Zvona zvonat zlato moje, drug je tvoj kraj mene. Во продолжение да го дадам и мојот коментар на неделата. Ќе отпочнам со анегдотата или вицот на Лампе Арнаудов. Вели, премиерот Ковачевски отишол да ја посети болницата за ментални болести, што е за умно болни во Бардовци. Кога излегол од болницата надвор, гледа дека едното тркало од неговата кола, од карот го нема. Премиерот нервозен што некој му го украл тркалото, а кај него доаѓа и еден од болните пациенти и го прашува дали има резервно тркало. А овој нашиот премиер децидно: имам. Па стави го резервното тркало, му рекол пациентот. Премиерот љут: абе немам завртки, како да го ставам? На тоа пак пациентот му вели: извади по една завртка од трите тркала и оди после на сервис да ја поправиш колата. На тоа премиерот, премногу изненаден, му вели: абе, како ти текна ова да го кажеш? А на тоа
Пациентот гласно на премиерот Ковачевски му одговори: ако сум будала, не сум глуп. Авторот, почитувани слушатели, на овој виц сосема исправно кажал: како припадник на ова орда, ова група на дивјаци, така наречена македонска влада, одродени, кои не си го знаат името на земјата во која се родиле, поточно опијанети од нивната слава и обседнати од нивниот интерес, место да му служат на народот, тие застануваат над народот, без да го бранат македонскиот идентитет, мислејќи дека тие ќе ги фатат и звездите на небото, исто како што Соломон беше со вавилонските кули замислуваше. Таа земја во која се роди овој лејка, би рекла, така наречен премиер, исто како и муртинската црпка, празни во главата. И место главата полна со смрде и прашина, што ја разнесоа низ целата држава, мислејќи дека ќе им ја пренесат на македонскиот народ, го променија дури името. Ние македонците не сме католици да имаме 2 имиња или протестанти што имаат 4 или 6 имиња. Нашето име е едно, исто како и татковината, Македонија. Сите гадости што ги направивте и станавте измеќари на така наречениот врховен командант кој ви заповеда однадвор, што се правите газејќи и го светото име на Македонија, газејќи и понижувајќи го достоинството на македонскиот народ, или со други зборови, изигрувате богови, нема да биде најлесно за сите вас. Тоа име е наследено, а се родивте за жал во таа исконска и света земја која роди и ѓаволи како вас, шпиуни, кодоши. Не само народот, туку и земјата во која газите не ќе сака да ве прими, зашто Македонија како земја, татковина на сите богови и богињи, таквите мора да ги сврли за секогаш. Почитувани македонци, мои брајки и сестри, немојте да се разочарувате. Немојте да потпаѓате под нивните сатански манипулации, под нивните лаги. Ќе мора и ова премрежје да го поминеме, но затоа пак мораме да работиме, опозицијата да победи. А како? Партијата на Мицкоски ДПМН како најголема партија треба да се здружи со партиите на Апасиев Левица, на Десна на Палески и Гром на Јанакиевски и да се исфрли за секогаш ова однародена власт во Република Македонија. Но како што реков и во изминатата моја радиоемисија, треба да се соберат и 150.000 потписи за да се достават до собранието за свикување на референдум пред да бидат самите избори. Зашто референдумот е најбрз, најефикасен, но и вистински бранител како најсилно оружје за опстанок на македонската држава, нација, јазик, историја, македонскиот идентитет. А овие гнасотиве, доколку ги победиме од таа така наречена македонска влада, додека се живи, едниот пекол ќе им биде на земјата, а другиот со казната од Бога. Но јас ќе завршам со пословицата: како ќе се постелиш, така и ќе си легнеш.
Тиете полека се наближуваат и последните 14 минути од вечерашната наша емисија. Токму и последните минути ќе ги искористиме со блицвести од новините од Македонија. Но затоа пак дозволете ми да ви се заблагодарам што и вие вечерва другарувавте заедно со мене и со радиочасот Глас од Македонија. Истовремено уште еднаш да ги честитам празниците утре Пресвета Богородица, четврток Света Екатерина, петок Свети Климент Охридски и сабота Свети Ѓорги. Повелете од 10 часот утрото во богослужбата во сите македонски православни цркви. А од името на редакцијата Глас од Македонија, вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица. Премиерот Димитар Ковачевски очекува успешна лидерска средба во понеделник, на која ќе се договори датум за претседателски и парламентарни избори на почетокот од мај, но не и договор за укинување на така наречената пржинска влада. Дали и кога уставните измени ќе се стават на гласење, Ковачевски конкретно не одговори, но порача дека тие се единствениот начин Македонија да го продолжи патот кон Европската унија. Јана Јосифовска ги има деталите. Премиерот Ковачевски е оптимист за лидерската средба закажана за во понеделник во собранието. Очекува таа да биде успешна и сите партии да седнат на маса, без како што рече, да има уценување на една политичка партија кон други и да се постигне договор за изборен законник со препораките од ОПСЕ ОДИХР, како и датум за избори. Според него финалниот збор за датумот за парламентарните и претседателските избори треба да го кажат партиите, но индиректно потврди дека 8 мај е прифатлив за двојни избори кои ќе бидат редовни, а верските празници Великден и Рамазан испочитувани. Во однос на техничката влада, Ковачевски потврди дека нема расположение таа да се укине сега, туку од следните избори. Она што може да се види во јавноста преку изјавите на политичките партии, не постои консензуално расположение за нејзино укинување сега на краток период пред одржувањето на изборите, меѓутоа секако дека постои расположение да биде укината со важност од следните избори. Меѓутоа тоа не треба да представува никаква пречка во однос на одржувањето на изборите, бидејќи обезбедува уште поголем демократски амбиент. Впрочем, имајќи во предвид дека и на опозицијата и беше понудено да учествува во владата заради продолжување на европскиот пат со половина од министерствата која што се уште понуда стои на маса. Премиерот повтори дека уставните измени се на дневен ред во собранието, но кога и дали тие би се гласале до крајот на овој парламентарен состав, конкретен одговор нема. Не сакаше директно да ја искоментира изјавата на помошник државниот секретар на САД за Европа Обрајан, кој го критикуваше ставот на ВМРО-ДПМН против уставните измени, но ја искористи неговата метафора за политиката на опозицијската партија. Социјалдемократскиот сојуз, ако погледнете во годините наназад, ние ветивме интеграција на државата во НАТО. Испорачавме. Споредите го тоа со една кола која што ја гледате. Тоа е кола која што ве вози во Вашингтон, каде што се депонирани потписите за членството во НАТО. Тоа е кола која што обезбеди почнување на преговорите со Европска унија, ве води во Брисел. И впрочем, тоа е кола која што вреди да се има. Од друга страна, што имате? Имате кола направена од стиропор која што никој не би ја купил. Дента кога ќе станеме членка на Европска унија во 2030 година, ќе направиме настан на кој што нашите граѓани ќе можат да ги соберат пасошите кои што ги имаат зимано од други држави, за да може да работат во Европска унија и да им ги вратиме на тие држави, да им кажеме ова веќе не ни треба, бидејќи нашиот пасош ги има звездите на Европската унија на македонскиот пасош. Реагираа од ВМРО-ДПМН. Колата за која збори Тача му зариба, зошто наместо горивото изразено во милиони евра во тендери, наместо во народниот резервоар течеше во приватните џебови на власта, велат од опозицијската партија. Оттаму додаваат дека Ковачевски се бори грчовито како што велат, дуи да има премиер на техничката влада. Наредната изјава барем Ковачевски да трепне два пати како сигнал дека не е киднапиран од дуи, стои во реакцијата на ВМРО-ДПМН.
Талат Џафери од ДУИ да биде премиер на техничката влада 100 дена пред избори, а Јован Митревски од СДСМ нов председател на Собранието. Ова, како што објави 360 степени, е најсериозната варијанта за спроведување на политичкиот договор постигнат меѓу Зоран Заев и Али Ахмети за албанец премиер на техничката влада. Со ваквото решение би се постигнал баланс во распределбата на врвните функции во власта. ДУИ не би имала и премиер и председател на парламентот во исто време, во случај да не се избере шеф на државата. ВД председател би бил етнички македонец, брифирале извори во владеачкото мнозинство. Извештајот на Европската комисија за Македонија дава мрачна слика за случувањата во областите на кластерот темели, оценува холандската влада во коментарот испратен до парламентот во Хаг. Развојот на настаните во судскиот совет, политичкото влијание врз назначувањата во судството и злоупотребата на кратките законски процедури предизвикуваат голема загриженост. Владата ја дели сериозната загриженост на Европската комисија за измените на кривичниот законник со далекусежни последици за тековните случаи на корупцијата. Во блиска иднина Македонија ќе мора да покаже политичка волја да се справи со корупцијата на високо ниво и да се бори против организираниот криминал, стои во коментарот на холандската влада. Ден по завршувањето на самитот на ОПСЕ во Скопје се уште се средуваат импресиите, но оценките се речиси неподелени. Македонија, иако мала држава, се покажа како достоен домаќин и важен играч на меѓународната сцена во услови на сложени и влошени односи меѓу големите сили во светот. Поранешниот амбасадор Тихомир Илиевски за Канал 5 го истакнува присуството на првите дипломати на Русија и на Америка и можеби пропуштената шанса за средба меѓу нив. Ниту една голема меѓународна конференција, особено мултилатерална, не завршила со целосен успех или со големо фијаско. Секогаш има и добри, позитивни и некои резултати што допрва треба да се остварат. Навистина, Министерскиот состанок на ОПСЕ во Скопје создаде атмосфера во која се отворија некои дилеми, но во принцип јасно е дека оваа значајна меѓународна, паневропска, па и глобална организација успешно ги заврши своите задачи во рамките на можностите и надлежностите што ги имаше, дека Македонија како држава и македонската дипломатија и политика направија се што можат да помогнат и да придонесат до тоа. Македонскиот влог е голем, значаен и мислам дека ова создава одредена, фигуративно да кажам, wild карта за Македонија, да се појавиме повторно на крупната или на геополитичката меѓународна сцена како значајни учесници барем во организацијата, во подготовката, па и во реализацијата на вакви крупни собири. Како ги оценувате овие, ајде да ги наречам, дипломатски чекори од САД и од Русија? Јас секој пат би настојувал да создадам амбиент во кој би успел да ги поврзам или да обезбедам некаков контакт меѓу конфронтираните страни во тој момент. Затоа што конфронтацијата завршува кога се зборува. Оружјето мирува кога се разговара и кога се преговара. Оружјето зборува кога не се разговара. И затоа можеме да изразиме само интерес во некоја наредна прилика, што е можно поскоро, токму заради големите глобални безбедносни предизвици со кои се соочува целиот свет, не само војната во Украина, не само овие трагични случувања на Блискиот Исток, и многу други настани, да дојде до ваква комуникација. Само тоа, не само меѓу шефовите на дипломатиите на двете најмоćни светски земји, Русија и Соединетите Американски држави, туку и меѓу сите други, бидејќи само разговорот води до некои цели што ќе бидат од интерес за целата меѓународна заедница.